Као што спомна пред неколку дена на еден настан, мојот пријател Муки вика, јас сум албанец, но ќе гласам за ВМРО зашто вие сите останати крадат. Чаир од секогаш било специјално место, едно посебно место, една посебно убава приказна. Не сме Чаир, ниту па чирчани да бидат граѓани од вторет. И тоа треба на секој еден да му се каже и секој еден да го знае. Ние во нашата програма ветуваме многу проекти за сите луѓе. 5000 денари за сите пензионери. Ветуваме 50 милиони евра во спортот за 4 години. Ветуваме 50 милиони евра во културата. Но исто така ветуваме дека 250 милиони евра годишно ќе се даваат за сите општини. Тоа значи и за Чаир. Се чувствува победничка атмосфера, енергија и тоа е многу важно за сите нас, бидејќи тоа ни дава мотив да продолжиме уште посилно да се бориме, би рекол уште овие 2 недели колку што преостана. Овие 3 дена кои што ни преостанува треба максимално да се мобилизираме, иако најновите анкети кои што ги добив денеска утрово велат дека ќе биде голема победата и на 24 април и на 8 мај. Историски голема. Имаме една политичка гарнитура која што повеќе од 2 децении е на власт. Кога ќе анализирате која е суштината на ДУИ и зошто ДУИ, Али Ахмети, во поново време Артан Груби, Бујар Османи, Тала Џафери и останатите, повеќе од 2 децении се власт во Македонија, ако детално размислите и навлезете во суштината, ќе видите дека нема ништо посебно. Тие само успеваат да го поделат народот. Дали некој од вас може да се сети за една добра работа која што Али Ахмети, Артан Груби и останатите имаат направено во Македонија? Јас можам да ви кажам сега десетици лоши работи кои што тие направија за Македонија и за граѓаните во Македонија. Зборувам за лоши работи. Јас мислам дека овој пат ДУИ ќе се изненади од резултатот, но непријатно на овие избори кои што ќе се случат на 8 мај. Прво ќе се изненади од бројката на гласови албански, во чисти албански средини, кои што ќе бидат за коалицијата Твоја Македонија и ВМРО ДПМН. И јас ви гарантирам дека тоа ќе бидат илјадници гласови. А потоа ќе се изненадат непријатно и од резултатот и од поразот кој што ќе го добијат на следните парламентарни избори, и тоа ќе биде почетокот на крајот на еден несреќен период за Македонија, конечно да заврши, да почнеме сите заедно да обединуваме и да си ја градиме нашата Македонија. Тука во општина Чаир планираме исклучително висока сума да инвестираме пари, но за тоа да се случи е потребно да имаме проекти. Знам дека еден од тие проекти е булеварското решение, односно проширување на булеварското решение на влезот од Битпазар кон Чаир, и цениме дека тоа конечно треба да се направи. Ние сме подготвени како идна влада тој проект да го финансираме, но и уште многу други проекти, доколку тие проекти општина Чаир ги сработи. Знам дека ревносно ги работат и го повикувам градоначалникот тие проекти да ги сработи, и веднаш по формирањето на новата влада, кога ќе биде објавен конкурсот, да ги поднесат, за да може идната влада да ги финансира тие проекти за чаирчани, без разлика на етничката припадност. Ние сакаме да бидеме влада за сите граѓани и за сите општини во Македонија. Нема делење, рековме ќе обединуваме. На Македонија и треба обединување и единство, не поделба. Ве повикувам на 24 април сите да се обединиме околу бројот 2, да ја направиме Македонија горда и да гласаме за идниот председател Гордана Силјановска Давкова. А потоа да се обединиме и сите заедно на 8 мај, масовно како никогаш до сега, да испишеме историја и да гласаме за бројот 2. Тоа е коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН.
тоа што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се.